Добро, еве денес во Делчево се одржува 13-та седница на Советот за развој на Источно-Планскиот регион. Со оваа седница завршува работата за оваа година на Советот, во која што година се донесоа многу важни одлуки кои што беа, да кажам, од огромно значење за целиот плански регион. Исто така, ние сите заедно учествуваме, парципираме во работата на Советот за Источно-Плански регион, со што реков донесуваме важни одлуки, која што е и нашата улога за да ја оствариме целта, односно да помогнеме во развојот на целиот плански регион. Како општина Делчево и ние имаме поддршка од Источно-Планскиот регион, веќе имаме реализирано еден проект кој што е од големо значење за жителите на општина Делчево, тоа е пешачкиот мост на река Брегалница, кој што е веќе изградена е улицата, во последни завршна фаза изградбата на пристапните патеки, со што целосно ќе го ставиме во функција овој пешачки мост, а за наредната година очекувам поддршка од Источно-Планскиот регион, од моите колеги градоначалници за реализација на изградба на една од фазите на градскиот зелен пазар, кој што исто така има регионална компонента, за што и зазедовме одреден став на претходната седница на Советот на Источно-Планскиот регион, бидејќи и ние овде како погранично место, градот Делчево, имаме доста жители на Република Бугарија кои што не посетуваат, го посетуваат и зелениот пазар во Делчево, со што можеме да дадеме и една компонента на развој на локалниот економски развој во Делчево. Добро, најпред можам да кажам дека еве денес завршуваме со седниците на Источен плански регион на нашиот совет за 2019 година. Ова е 13-та седница на Советот. Донесовме значајни одлуки и јас сум задоволен од тоа што е сработено, бидејќи денес само на дневниот ред имаме предавање од Источен плански регион на 10 различни објекти во најразлични општини во нашиот регион во употреба. Практично ние со ова им ги предаваме објектите на користење како регион на самите општини. Тоа значи дека ако имаме 10 вакви проекти кои што сега ги предаваме, тоа значи дека е сработено. Доста, јас сум задоволен од тоа што го гледам и од енергијата која што даваат сите градоначалници во развојот на своите општини, но и во разбирањето за еден со друг во делот на Источниот плански регион, така што можам да посакам наредната 2020 година да уште поактивно работиме и не се сомневам во тоа, бидејќи имаме уште поголемо искуство, дека во наредната година ќе бидеме уште поуспешни со уште повеќе проекти и верувам дека овде поддршката ќе стигне и од централната влада, но и од нашите сопствени буџети, така што се на се сум задоволен. Имаме 16 точки на дневниот ред денеска, кои што очекувам да ги поминеме во текот на денот и верувам дека ќе има плодна и успешна работа. Проектите кои ги очекувате до 2020 преку Источно-Планскиот регион? На претходната седница веќе донесовме одлука за 3 проекти кои што треба да се реализираат во текот на 2020 година преку новиот буџет, така што средства добија општина Виница, општина Македонска Каменица и општина Штип. Се работи за значајни проекти. Општина Виница доби средства за реконструкција на нивен објект во самото централно градско подрачје, општина Македонска Каменица за инфраструктура, а додека општина Штип за изработка и изградба на платформа. Во сите 3 проекти општините кофинансираат доста и тоа е значајно, бидејќи паралелно со тоа со здружени сили работиме да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните. Не треба да очекуваме само од регионот да ги добиеме средствата, но секоја поддршка е значајна и добре дојдена, како што и овде во општина Делчево се реализираше мостот со значајни напори кои што ги даде градоначалникот, но денеска гледаме еден убав украс во градот и еден убав инфраструктурен објект кој што го има општина Делчево, така што сите заедно се бориме, соработуваме и наредната година сум убеден дека ќе биде успешна за сите нас.